Спречување на корупција и судирни интереси, формирање на работна група за идентификација на недвижен имот, поголеми ресурси за институциите кои се бават со спречување на криминал, соработка со граѓанскиот сектор се само дел од реформите кои ги спроведе владата, а се дел од стратегијата за добро владење. Истакна вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај на денешниот отчет за сработеното во првите 100 дена. Сакајќи конкретно да ја поддржиме борбата против корупцијата, подготвивме компаративна анализа на буџетот и човечките ресурси во антикорупцијските институции. Во владата веќе следната недела ќе излеземе со конкретен предлог за обезбедување на потребни средства за работа на министерствата, директно вклучени во борба со криминалот. Ќе се обезбедат дополнителни средства за јавното обвинителство и другите правосудни органи. На наша иницијатива и врз основа на препораките на Државниот завод за ревизија, владата го одобри предлогот за формирање на работна група која ќе има задача да го состави регистарот за идентификација на целиот недвижен имот на државата. Реформските цели на владата и натаму ќе бидат насочени кон целосно спроведување на транспарентност и отчетност во работата на владините функционери, нешто што не било практикувано од претходната власт, истакна Фетај. Наследената состојба е многу потешка од што очекувавме. Наследивме над 200 милиони евра непланирани трошоци во државниот буџет, неплански потрошен за првите 6 месеци од годинава, држава која напуштаат младите, крајна сиромаштија, над 600.000 жители живеат со 150 денари дневно. Приоритетите на владата остануваат борба против криминалот, корупцијата, унапредување на институциите и зголемување на довербата во правосудниот систем.